Церемонијата започна во 9 часот, кога папската процесија излезе од палатата предводениот епископ. Папата прв влезе во Нотр-Дам на химната Тус Петрус и го зазеде своето седиште на престолот во близина на високиот жртвеник. Кочијата на царот ја носија 8 коњи и таа беше придружувања од коњски гренадери на царската гарда, елитната царска гарда. Беспилотен балон, накитен со 3000 светла, во форма на империјалната круна, беше лансиран од предниот дел на Нотр-Дам за време на прославата. Пред да влезе во Нотр-Дам, тој беше облечен во долга бела сатанска туника, извезана во златна нишка. За време на крунисувањето, тој беше формално облечен во тежок крунисан црвен кадифен мантил, нареден со луксузно злато и крзно. Кадифето беше покриено со извезени златни пчели. Мантилот тежеше најмалку 80 кила и беше поддржан од 4 достоинственици. Имаше 2 оркестри со 4 хорови, бројни војни бендови, свираа херојски маршеви и над 300 музичари. Круната беше поставена или составена од 8 полуарки, кои беа накитени со многобројни врежени скапоцени камења, злато и метална декорација. Царот ја постави круната на себе и папата прогласи: нека царот живее вечно. Тоа беше повторено од страна на сите хорови. Овој опис е дел од крунисувањето на познатиот Наполеон Бонапарт во Париз, во црквата на Нотр-Дам. И како што може да видиме, ова крунисување е полно со раскош, со гламур, со луксус. Бидејќи денес е цветници, темата на денешното предавање ќе биде за цветници или за крунисувањето на Исус Христос, кој за разлика од крунисувањето на Наполеон Бонапарта, може да кажеме многу скромно, штуро, сиромашно, па дури и делува вештачки. Додека смртници пливаат во раскош, гламор и луксус, вечниот одлучи да биде крунисуван сиромашно и скромно. Тој што најмногу заслужува да биде издигнуван, величан, славан, благословен, вечниот син кој дојде на земјата. Не дојде на земјата да добие нешто од луѓето, туку дојде да даде. И еден има напишано: тој не дојде да добие круна од луѓето, туку да им даде круна. Тој не дојде да добие богатство од луѓето, туку да им даде богатство. Тој не дојде да добие скапоцени камења од луѓето, туку да им даде бели вечни камења. Тој не дојде да добие мантил од злато, туку дојде да даде мантил на праведност. Тој не дојде да добие песна од многобројни хорови, туку дојде да им даде на луѓето многобројни радосни песни. Не дојде да добие издигнување од луѓето, туку да даде издигнување. Не дојде да добие слава, туку дојде да даде слава. Исус Христос е уникатен, специјален и нема еднаков како него. И денешното предавање ќе се состои од вовед, 3 точки из апликација или заклучок. Ќе разгледуваме знаењето на Исус во стихови 28 до 34, издигнувањето на Исус во стихови 35 до 38 и доминацијата на Исус во 39 и 40. И овој текст во Лука е спомнат во сите 4 евангелија. Сите 4 евангелисти говорат за овој настан и додаваат најразлични детали и додатоци во случката. Случката е спомната во Матеј 21 глава, во Марко 11 глава и во Лука
или на текстот што го разгледуваме, и во Јован 12 глава. Сите опишува случката. И од оваа случка отпочнува последната недела од неговиот земен живот. И во овој период, ова е време на Паската, познат, еден од најпознатите, ако не најпознатиот еврејски празник, и има доста луѓе во Ерусалим. Некои историчари претпоставуваат дека има отприлика околу 2 милиона евреи на тој празник во Ерусалим. И за време на овој празник и баш кога Исус доаѓа, Исус е доста позната личност. Може да кажеме дека он поминува скоро 3 години во својата јавна служба и се стекнува со многу познатост. Многу луѓе го знаат и го следат. И претежно го следат и го знаат него поради неговите чуда што ги прави и неговите неверојатни учења. Од историска гледна точка во овој период, Исус е повеќе спомнат, што е многу интересно од историските записи, што ги имаме него Цезарот од тоа време. Бидејќи Исус е доста познат и Исус ја растресува целиот Израел со своите чуда и учења, и тоа растресување го чувствуваме дури и денес. Исус се смета за најпознатата личност, за највлијателната личност, што некогаш живеел и ќе живее. И луѓето во тој период, посебно евреите, очекуваат да дојде Месија. И кога ќе дојде Месијата, ќе го ослободи Израел од робство, ќе го ослободи Израел од сите маки, ќе го ослободи Израел од робството, и тој ќе стане цар над Израел и на целиот свет. Првата точка што ќе разгледуваме е знаењето на Исус. И тука ќе видиме две подточки. Дека знаењето на Исус е целосно и знаењето на Исус е исцрпно. Од 28 стих до 34 стих пишува вака: кога Исус го рече тоа, тој тргна понатаму, исклучувајќи се кон Ерусалим. Кога се приближи до Витфаргија и Витанија, до така наречената Маслинова гора, испрати 2 ученика. На учениците им кажа: одете од селото од спротива, штом ќе влезете во него, ќе најдете едно врзано магаре, кој ниеден човек не го јавал. Одврзете го и доведете го. И ако некој ве праша зошто го одврзувате, кажете му вака: тоа му е потребно на Господ. Кога го испратија и отидоа испратените, најдоа како што им беше рекол и го одврза магарето. Стопаните им рекоа: зошто го одврзувате? Тие одговорија: потребно и му е на Господ. Другиот стихови, посебно 30-тиот стих и 31-тиот стих, гледаме специфични работи. Значи, гледаме, Исус знае дека има магаре во одредено село. И се кажува и кое е селото. Знае каде се наоѓа магарето. Знае дека е врзано. Знае дека ниеден човек не го јавал тоа магаре. Знае дека ќе следува прашање кога ќе почнат да го одврзуваат магарето. И што ќе биде прашањето. Знае каков одговор треба да им се даде на стопаните и тој одговор да биде задоволителен, за да стопаните го пуштат магарето. Гледаме работи кои обичен човек не може да ги знае. Гледаме работи кои се специфични, кои се детални и кои само може божествен човек да ги знае. Само може Бог да ги знае. И во корелација со овој текст, еден од најдобрите текстови за познавањето или знаењето на Бог е Псалма 139. И во Псалма 139, првиот и вториот стих пишува вака: Господе, Ти си ме испитал и ме знаеш.
Ти знаеш кога седнувам и кога станувам. Ти одалеку ги разбираш мислите мои. Сега замисли, ти како индивидуалец, како персона во овој универзум, Бог знае се за тебе. Бог ги знае сите твои мисли, сите твои планови, сите твои желби, сите твои стремежи, идеи, односи, дела. Господ знае се за тебе, сега во сегашност. Господ знае се за тебе и во минатото. Се што си направил, се што си кажал, се што си помислил. И воскитувачки е што Бог никогаш не заборава и никогаш не се заморува. Постојано го држи знаењето што го има за тој индивидуалец, за вас, за мене, секогаш. И сега кога ќе се земе познавањето што Бог го има за еден индивидуалец, една персона, со сите негови процеси, ако може така да ги кажеме, и го помножиме тоа знаење по 7,5 милиарди луѓе во светот, денес, сега, моментално. Сите со своите мисли, сите со своите зборови, планови, идеи, стремежи, таги, радости. 7,5 милиарди луѓе да ги имаш на дофат во исто време, секогаш и никогаш да не се замориш. Постојано да знаеш што се случува, што се прави, што се мисли, кој се моли, кој плаче, кој се раѓа, кој умира, во исто време во сегашност. И Бог не ги знае само индивидуалците посебно, 7,5 милиарди луѓе, тој ги знае и врските што се случуваат меѓу луѓето по целата земја, по сите континенти, по сите држави, по сите јазици. И не само што Бог има на ум сите луѓе што живеат сега, него Бог има на ум сите луѓе што живееле во минатото. Од почетокот на првиот човек до сега сите луѓе. Сите луѓе што умреле, што не постојат, што не се веќе на земјата. Бог има на ум. Збориме за сите луѓе во сегашноста, во минатото и сите луѓе што ќе дојдат во иднината. Бог ги знае. До последниот човек што ќе се роди и ќе умре. И сега на тоа знаење, кое ќе ги додадеме знаењето на сите растенија, на целокупниот растителен свет, на сите треви, дрва, планини, животни, инсекти, црви, сите птици, сите риби, целиот морски свет, корали, што и да има во длабочините на океаните, уште не ни знаеме што има. Во сегашноста, во минатото и во иднината. Значи целокупно што се случува на земјата, сите процеси, сите движења, Бог ги има симултано на ум, сите заедно. Сите што живееле во минатото, сите што живеат сега и сите што ќе дојдат во иднината. Самултано сите ги има тие три димензии во исто време. Ко може така да се замисли. Тоа е за целиот универзум. Збориме за земјата. Кога ќе ги додадеме, кога ќе излеземе надвор од земјата и ќе го додадеме на тоа знаење за земјата, минато, сегашно, идно, знаењето на целиот универзум и што има во целиот универзум, сите звезди, планети, комети, астероиди, црни и бели дупки, квезари, гасови, плазми, уште и не ни знаеме што има во универзумот. Во сегашноста
во минатото и во иднината. Значи целиот универзум во сите три димензии, со сите процеси, Бог го има на ум симултено сега. И сега на тоа знаење кое ќе го додадеме знаењето на невидливиот свет, значи сите милиони и милиони ангели што Бог ги создал, сите демони, сите луѓе што се во пеколот и сите луѓе што се во рајот. Бог го има самотено сите тие работи на ум сега. Застрашувачки е, воскитувачки е овој бескраен, бескраничен ум држи се самотено во себе. И никогаш не заспива, никогаш не се заморува, никогаш не заборава. И сега на тоа знаење, на целиот видлив свет и на целиот невидлив свет, у целиот универзум, у сегашност, у минато и у идно, кои ќе ги додадеме бескрајните и бесконачните процеси што се случуваат во Бог самиот себе. Бог се знае самиот себе како бесконечна и бескрајна личност целосно. Значи, таткото се знае самиот себе, бескрајно и бесконечно, го знае Синот, бескрајно и бесконечно, Синот го знае Светиот Дух, бескрајно и бесконечно. Збориме за личности кои немаат граници, кои се бесконечни, кои нивната длабочина нема дофат, нема граници. Бог сето тоа го знае самотено, у исто време, постојано и никогаш не заспива, не се заморува, не спласнува. Застрашувачки е, воодушевувачки е и добиваме слика на Творец, на битие кое не може да му најдеме дофат. Овој е безграничен и безконечен ум. Ова е знаењето на Бог. Ова е знаењето на Исус. И тоа знаење е целосно. Бог има целокупно знаење за се. Стивен Шарнок во својата книга Атрибутите на Бог пишува, отворен цитат: тој знае, се мисли на Бог, што ангелите знаат. Тој знае што човек знае, бескрајно повеќе. Тој самиот се знае, неговите собствени операции, сите негови суштества, идеите и мислите во нив. Тој е разбирање над разбирањето, ум над умот, ум на умот. Затворен цитат. Првата точка гледаме дека знаењето на Бог е целосно. Втората точка е знаењето на Исус е исцрпно. Значи не само што е целосно, него е исцрпно. Од стиховите, истите стихови, посебно се назначува една работа. Се назначува таа работа дека Бог ја знае еднината. Знае каде е магарето, знае кај се наоѓа магарето, знае што ќе прашаат луѓето, како треба да одговорат апостолите. Бог ја знае, Исус ја знае иднината. И од 40-тиот стих, што ние ќе го разгледуваме попосле, гледаме дека Исус ја знае не само актуалната или вистинската иднина, него и потенцијалната и условната. Што ако иднината? Што ако ова се случи? Бог знае што ќе бидат последиците. Значи не ја знае само вистинската или актуалната, него и условната иднина. Во Псалма 139 од 3 до 6 стих пишува: одам и лежам и ти се гледаш. Сите патишта мои си ги предвидел. Уште зборови не ми дошле до јазикот мој. Ти, Господе, веќе ги знаеш. Ти ме обкружуваш, зад мене си, пред мене си, раката Твоја е положена над мене. Се воскитувам на Твоето знаење, тоа е превисоко, не можам да му придам. Исусовото знаење е целосно, е исцрпно и нема длабочина. Е бесконачно и е совршено. Ништо не му бега на умот на Бог.
ништо не може да се скрие, темнината е како светлина за него, се е отворено и голо пред овој бесконечен и бескраен ум. Во Псалма 147, 5 стих вика: велик е Господ наш и голема е неговата сила. Неговото разбирање или знаење е безизмерно или неизмерно. И само да напоменеме дека иднината кој Бог ја знае, Исус ја знае на ист таков начин како што го знае минатото и сегашност. Значи Бог не предпоставува што ќе се случи. Туку ја го знае иднината како што го знае минатото. Исцрпно, целосно, комплетно. И можеме да кажеме дека логички, или Господ или Исус ја знае иднината, бидејќи ја одредува иднината. Нема друго објаснување. Не може он да знае ако не ја одредува. Во Данијел 4 глава, 35 стих, пишува: жителите на земјата се како ништо. Бог постапува според својата волја во небесната војска и со земните жители. Никој не може да запре неговата рака или да му рече што правиш. Таа е првата точка. Значи, првата точка гледаме од ситуацијата со магарето и деталите што гледаме од овој текст, дека Исус ја знае се целокупно за целиот универзум, во сите три димензии, и тоа го знае исцрпно. Втората точка ќе видиме за издигнувањето на Исус од 35 до 38 стих. И пишува: и го доведоа кај Исус магарето, и штом ги нафрли облеките своји на магарето, му помогнаа Исус да се качи. И додека минуваше тој, ги постилаа своите наметки на патот. И кога се наближи до местото, каде што слегува од Маслиновата гора, сето мноштво ученици почнаа радосно да го прославуваат Бога со висок глас за сите чуда што ги видоа. Велики благословен е царот кој доаѓа во името Господово. Мир на земјата и слава во висините. Значи, што се случува? Исус влегува во Иерусалим на магаре. Скромна е сцената, нема злато, нема хорови, нема крзна. И луѓето почнуваат да го слават, почнуваат да го издигнуваат. И почнуваат да ги фрлаат своите наметки на патот. Фрлањето на метките на патот е символ на починување или на покорност. Дека они се спремни да се покорат на царот кој доаѓа. И како не можат да бидат спремни? Имаме личност која го затресува Иерусалим за 3 години, прави катаклизмички чуда, воскреснува луѓе од мртвите, расте раце нозе, оди по вода, мултиплицира и храни и јадници и ладници луѓе со 2 риби и 3 лева. Они почнуваат да ги постилаат своите наметки на патот и да извикуваат: благословен е царот кој доаѓа во името Господово. И тоа значи благословен е царот кој доаѓа во името Господово. Тој што доаѓа во името Господово ја има власта или авторитетот на Бог. Тој е тој што доаѓа во името Господово. И само тој што го има авторитетот на Бог може да дојде во име на Бог. Тоа е самиот Бог. И вика: мир на небото и слава во висините, во 38 стих. Евреите мислеле дека не може да има мир на небото. Не може да има мир. Бог не може да биде мирен ако нема мир на земјата. И доаѓањето на Месијата, доаѓањето на царот ќе биде отпочнување на тој мир. Значи Исус ќе влезе во Иерусалим, ќе ги уништи своите непријатели и ќе завладее со земјата и со целиот свет. И така ќе дојде мирот на земјата, и кога ќе дојде мирот на земјата, ќе стане
мир на небото. И тоа они го очекуваат, значи луѓето кои ги постилаат своите облеки пред Исус, они тоа го очекуваат дека Исус ќе влезе и ќе го воспостави тоа царство. Овој што правил такви неверојатни чуда, ќе влезе во Иерусалим и ќе стане цар на Израел, ќе стане цар на земјата и ќе завладее мир во светот. Истото славење се спомнува во Матеј 21 глава. И тука Исус е наречен синот Давидов. Викаат Хозана на синот Давидов. Или Хозана е арамејски израз кој значи спасине, или ние те издигнуваме спасине сега. Благословен е тој што доаѓа во името Господово, Хозана на висините. Во Марко 11 глава истото го имаме, благословен оној што доаѓа во името Господово. Благословен, тука го имаме царството на нашиот татко Давид, моето татко, кој доаѓа во името на Господово, Хозана на висините. И во Јован 12 глава Исус е прогласен како царот на Израел. Значи Исус овде го издигнуваат луѓето. И може да кажеме првата сцена кога Исус го прифаќа тоа издигнување јавно. Луѓето и претходно се стремеле да го направат Исус цар, но Исус се повлекувал. Сега е првата сцена, првиот настан кога он го прифаќа ова издигнување. И го прифаќа со цел да убрза што ќе дојде. А тоа што ќе дојде е неговата смрт. Значи во втората точка го гледаме издигнувањето на Исус. Јасно е дека израелците знаат кој е он. Значи он е синот Давидов, кој го носи царството, кој е Месијата, а знаеме дека Месијата е вечен во Стариот Завет и не е обичен човек. Значи луѓето почнуваат да го издигнуваат и да го обожуват Исус, дека он е божествен, дека он е посебен. Значи тоа е втората точка. Втората точка го гледаме издигнувањето на Исус како божествен човек, како Бог. Третата точка е доминацијата на Исус. И тоа го гледаме во 39 и 40 стих. И некои од фарисеите на народот му рекоа: Учителе, забрани им на учениците твои. Но тој им одговори и рече: Ви велам, ако тие замолкнат, камењата ќе повикаат. Ова е многу интересен стих. 40-тиот стих не е спомнат никаде на друго место од четирите евангелисти. И од овој стих ќе извлечеме две работи. Првата работа е доминацијата на Исус над сите физички неживи ентитети и доминацијата на Исус на сите физички живи ентитети. Терминот во оригиналниот текст легохумен или ви велам, или јас ви велам на вас, вас е во множина, Исус го користи да потенцира одредена вистина. Во Евангелието според Јован, Исус околу над 15 пати го користи терминот јас ви велам со додатоци амин амин или вистина вистина. Вистина вистина јас ви велам на вас. Вистина вистина јас ви велам на вас. Во Јован 8 глава вика вистина вистина јас ви велам на вас, кој ќе ги запази зборовите мои, нема да види смрт довека. Во истата глава Исус вика пак вистина вистина јас ви велам на вас. Јас постојам уште пред да се роди Аврам. Во 10 глава Исус пак вика вистина вистина јас ви велам на вас. Јас сум вратата за овците. И други стихови. Во овој стих нема вистина вистина, има само јас ви велам на вас. И што ни вели Исус? Фразата вели ако тие замолкнат. Кои се тие да замолкнат? Тие се луѓето кои почнуваат да го слават, да го издигнуваат, да го нарекуваат цар,
И оваа фраза, јас ви велам на вас, фразата ако тие замолкнат, може да се разгледа од две перспективи. Првата перспектива е ако замолкнат тие моментално, сега, во овој момент кога луѓето ме слават, ако луѓето замолкнат. И од втората перспектива е ако тие замолкнат во иднина. И глаголот што се користи за замолкнување е во идно време. Чи може да се преведе кога тие ќе замолкнат во идно време. Значи тие се двете работи што може да како опции: моментално замолкнување и замолкнување во иднина. И Исус вика ако тие замолкнат, ако толпата замолкне, камењата ќе скокнат и ќе почнат да ме слават. Ќе извикаат на царот слава. И пак глаголот овде е во идно време. Камењата ќе повикаат или ќе извикаат. И што ќе извикаат камењата? Истото ќе го извикаат што луѓето го извикуваат. Значи слава, чест, издигнување на царот кој доаѓа. Ако пак тие замолкнат, се збори на толпата, и не го слават Исус, тогаш камењата пак извикаат, ама нешто друго. И тоа и се случува. Нели, камењата просведочуваат на нешто друго. Што се случува? Нели, Исус влегува во Ерусалим, толпата замолкнува, престануваат они да го слават, да го издигнуваат. Исус не ги исполнува нивните очекувања, не станува цар во Ерусалим. Толпата замолкнува и доаѓаат после 40 години римјаните. Толпата замолкнува, Исус е предаден, е убиен, е распнат на крст. После 40 години доаѓаат римјаните и катастрофално го рушат градот и храмот. А храмот е изграден од камења. И камењата тогаш извикуваат, во тогашно време извикуваат за казна, за суд и за вечна пропаст. Значи, тие две перспективи се моментално сведоштво на камењата, ако толпата замолкне, и идно сведоштво на камењата доколку тие замолкнат. Ама сведоштвото на камењата нема да биде слава, чест и издигнување, него ќе биде казна, суд и осуда која доаѓа. Првата точка е доминација на Исус на сите физички ентитети. Што гледаме овде? Значи, зошто камењата ќе извикаат слава, чест и издигнување на Христос? Зошто и тие не молчат, како толпата што замолкна? И одговорот е бидејќи тој има доминација и превласт над нив. Исус има целосна доминација и превласт на сите физички неживи ентитети како камењата, тоест на целата природа. Еден има напишано: тој што го потопи со вода целиот свет и што врнеше оган и сулфур од небото над Содом и Гомора, тој што го претвори Нил во крв и го затемни сонцето кое го казнуваше Египет, тој што го расцепи морето и тоа стоеше како ѕид од левата и десната страна кога Израел поминуваше, тој што го запре сонцето во времето на Исус Навин и во времето на Исаја го врати сонцето назад неколку степени, тој што прати змии да смртно ги каснуваат непокорните израелци и што ја отвори земјата да ги проголта бунтовниците на Мојсија, тој што сопираше бури, лечеше органски болести и епидемски зарази. Зар нели е очигледна неговата доминација и превласт над природата? Бог е творец, создател, оригинатор на целиот универзум. И не само што е создател на целиот универзум, туку и одржувач. Значи Бог ги одржува сите процеси, сите организми, целиот свет во живот.
И не само што ги одржува, него ги движи, и ги води, и ги насочува, и ги управува според неговиот план и неговата волја. Тој е суверен владател над се. Исус е владател на сите животни, на сите луѓе, на целиот свет, растителен, животински, на целиот универзум. Бог владее со цела минато, цела сегашност и цела иднина. Времето, просторот, материјата, информацијата и енергијата како некои основи на овој универзум се понизни робови пред Бог. И сите создаденија треперат пред Него и се тресат, и чекаат и стојат на работ да се поклонат, да му одадат чест, да му одадат слава, бидејќи за тоа постојат. Постојат да му дадат слава и чест на царот кој ги созда. Од овој стих може исто една многу интересна работа да се види, а таа е персонификацијата на физички неживи ентитети. Значи овде вика Исус, ако луѓето замолкнат, камењата ќе скокнат и ќе извикаат. Како може камења да скокнат и да извикаат? Камењата се неживи суштества или ентитети. Исус им дава живот, им дава персонификација на неживи ентитети. И камењата ги срекаваме во рајската градина, ги среќаваме како први елементи од кои се гради Божиот жртвеник после падот на човекот. На камења се пишуваат 10 заповеди. Од камења се гради Божиот храм. Исус е наречен камен темелник. Ние како свети и како христијани сме наречени камења. И камења се среќаваат во небесниот град во вечност. Во Библијата имаме персонификација на неживи ентитети како да се живи. И добиваат карактеристики на персони или на личности. И тоа може да го видиме од неколку стихови. Во Битие, 4 глава, од 9 до 10 стих се опишува ситуацијата меѓу Каин и Авел. Каин губива својот брат Авел и Господ му вика на Каин: што направи? Чуј, крвта на братот твој вика од земјата кон мене. Што вика крвта на братот твој? Од евреите знаеме дека крвта сведочи за суд, за казна, да дојде на Каин. Во Авакум истата ситуација имаме. Пророкот Авакум 2 глава пишува во 11 и 12 стих: камењата од зидовите ќе повикаат и гредите дрвени ќе им одговорат. Тешко му на оној кој зида град врз крв и што гради тврдини врз неправда. И концептот е во тогашно време имало луѓе, владетели, кои граделе палати, куќи, дворци врз основа на насилство, врз основа на убиства, врз основа на пролевање крв. И пророкот им вика: камењата и дрвата од тие куќи ќе скокнат и ќе просведочат против вас за суд и казна. Во Исус Навин 24 глава, 26 и 27 стих е обновувањето на заветот на Израел. И Исус Навин им вика на целиот народ: ќе поставам камен кој ќе биде сведок против вас. И бидејќи тој камен, еве ќе го прочитам стихот, стихот е 27, вика: и му каже Исус Навин на целиот град: еве овој камен ќе ни биде сведок, бидејќи тој ги слушна сите зборови на Господ, што тој ви ги кажа денес, и тој камен ќе биде против вас, ако лажете пред Господ вашиот Бог. Каменот ќе биде сведок. Во Псалма 96 глава, 11 и 12 стих, пак добиваме персонификација на неживи ентитети. Вика во 11 и 12 стих, вика: нека се развесели небото и нека се возрадува земјата, нека се раздвижи морето, нека се зарадуваат полињата и се што е
во нив, нека ликуваат сите дрвја пред лицето на Господ кој доаѓа да му суди на целиот свет. Значи имаме небо кое се весели, имаме земја која се радува, имаме дрвја кои ликуваат пред Господ кој доаѓа. Во Псалма истиот концепт го имаме во Псалма 98. Овде во 7 и 8 стих и 9 стих вика нека шуми морето и се што го исполнува, вселената и се што живее во неа, да заплескаат рацете на реките и заедно со горите да се заредуваат пред лицето на Господ, кој доаѓа истиот концепт да му суди на земјата. Че имаме реки кои плескаат, имаме гори кои се радуваат, имаме море кое шуми, зборува. Се од овие стихови добиваме слика дека целата земја има уши кои слушаат, има очи кои гледаат и има устни кои зборат. Сите физички ентитети. Добиваме слика дека целиот универзум е жив за Бог и е спремен да скокне да го издигне него во секој момент. Во секој момент сонцето е спремно да скокне да го издигне Бог. Камењата, реките, дрвата, планините, облаците се спремни и на рап се да скокнат и да искочат и да го прослават Бог. Но за разлика човекот, поради гревот, од највисоко место на универзумот, паѓа и станува многу ниско. Се деградира, се корумпира и станува понизок од животните. Станува понизок и од камењата. Значи Исус вика, пре камењата ќе скокнат и ќе ме издигнат мене, него фарисеите, него вие. И камењата први разбраа, први познаа дека Исус е Месијата, а фарисеите не познаа. А фарисеите се најрелигиозните, најпосветените луѓе, тие што најмногу го знаат законот и Библијата. Исус им вика на фарисеите, ако вие не ме славите, камењата ќе скокнат и ќе ме слават. Целиот универзум ќе се издигне и ќе ми даде чест и слава и величие. Но ако вие не ме славите, Исус вика, целиот универзум ќе скокне против вас на судниот ден и ќе биде како сведок, бидејќи вие не сте ме издигнати. Исус вика, ако вие не ме славите, Бог може од овие камења да направи луѓе кои ќе ме слават. И тоа го кажува Јован Крстител поточно. Нели кога доаѓаат луѓе да се крстат во реката Јордан, има таму фарисеи, фарисеите си мислат, па ние сме добри со Бог, ние сме потомци на Аврам, религиозни сме, одиме во црква, одиме во храм, во синагога, родени сме како синови на Аврам. И Јован Крстител им вика, абе, Бог може од овие камења да издигне луѓе на Аврам. Не мислите дека сте некои посебни. Покајте се, зашто судот доаѓа. Исус вика, ако вие не ме славите, Бог ќе ги земе камења, ќе ги земе камењата од човечките срца на други народи, не на израелците, на други народи, и ќе ги формира и ќе направи месо од нивните камења. Тоа се случува, Евангелието пробива во гентилите. И камења, мртовци, стануваат живи за Бог како нас, или ние сме гентилите. Значи, во оваа прва точка гледаме Исус има доминација на целиот универзум и целиот универзум е спремен, е на рап да скокне и да извика слава за него. Доминација над Исус на сите физички живи ентитети е втората точка. И на крајот толпата замолкнува. На крајот фарисеите победуваат. Исус е предаден и убиен. На крајот фарисеите го елиминираат тој што им е закана на нивната слава, на нивната власт, на нивниот авторитет.
На крај толпата замолкнува. И навидом се гледа дека Бог ја губи доминацијата. Дека Исус ја губи превласта на целата ситуација. Спаси се, што му вика фарисеите на крстот? Симни се од крстот и спаси се. И правеше чудо, симни се, спаси се. Но вистината е далеку од тој заклучок. Свечениот влез на Исус во Јерусалим не е воопшто случајност. И како пастор Гаго кажа, овој настан е пророкуван 500 години пред да се случи. Во пророкот Захарија. Захарија 9:9 вика: "Ликувај од радост, керко Синонова, извикувај, керко Јерусалимска, ете, царот твој се враќа кај тебе, праведен и со победносна сила, кроток, седнат на магаре, рожба на магарица." Че ова не е случајност. Ова не е некој непредвиден склоп на ситуации и случајности кои Бог не го знае. Ова е пророкувано и се случува до милиметар, до нанометар точно, се исполнува. Исус 3 пати ја пророкува својата смрт. Кажува на каков начин ќе умре. Тоа никога го немаме во ниеден религиозен лидер да пророкува како ќе умре и на кој начин. Во Дела 2 глава, 22-23 стих, Петар во својата проповед им вика на луѓето кои извикува: "Растни го, им вика: "Вие, израелци, слушнете ги зборовите. Исус од Назарет, човек пресведочен на вас со знаци, со сила, со чудеса, кои вие сами ги знаете и вие ги видовте. Бог направи преку него, кој определен, предаден беше по определениот Божи план и предзнание." Значи Исус беше предаден да биде убиен по определениот Божи план и предзнание. Вие го фативте, го распавте со рацете на беззакониците и го убивте. Вистината, драги, е дека Бог има целосна жмечувачка доминација над се. Над сите настани, над сите луѓе, на се што се случува, на сите вибрации, на сите атоми во универзум, на сите луѓе. Змечувачка доминација има. И во негово срце, во негова рака се срцето на сите луѓе. И тој прави со нив и ги насочува како што сака. Тој е кралот и тој врши се според неговата волја. Славењето на толпата беше Божи план и волја. Тишината и молкот на толпата беше Божи план и волја. Исус беше убиен и преку неговото убиство даде живот на многумина. W. Pink во својата книга "Атрибутите на Бог" пишува, отворен цитат: "Доминацијата на вистинскиот и живиот Бог би можело да се аргументира од бесконачното растојание кое ги одделува најмокните суштества од Создателот. Тој е грнчарот, тие само се глина во неговите раце, да бидат украсени како садови за почест или да бидат уништени на парчиња, како што тој сака." Затворен цитат. Значи, оваа трета точка гледаме дека Исус има змечувачка доминација, контрола и превласт над сите физички неживи ентитети, тоа е целиот универзум и сите луѓе. Значи, волјата на сите луѓе, зборовите на сите луѓе, се на еден човек и на сите луѓе. Он е царот, он е кралот, он прави како што сака. И ќе затвориме со заклучок и апликација. Тој истиот Наполеон, кој бил крунисан во раскош, гламур и луксус, бил прогонет на островот Хелена, на Пацифичкиот океан. И при крајот на својот живот кажал:
Јас умирам пред моето време и моето тело ќе биде положено во земјата, каде што ќе го проголтаат црви. Колку голема бездна постои меѓу моите длабоки беди и вечното царство Христово. Додека моите амбициозни соништа, како и на Цезар и на Александар, исчезнаа во воздух, се воскитувам на јудејскиот селанец Исус, кој може да ги испружи своите раце низ вековите и да ги контролира судбините на сите луѓе и нации. Нема кој како Исус. И тоа го гледаме од овој текст. Исус не знае цела иднина, не знае цела сегашност, не знае цело минато, знае се и тоа го знае исцрпно, комплетно. Ништо не бега од неговиот ум, неговиот поглед, ништо не може да се скрие. Тој не само што знае се, туку тој доминира и владее со се. Предходникот на Чарлс Спрџан, Джеймс Смит, од 19 век, кажал, Божјото совршено знаење е како столбот облак кој го одведе Израел во Египет, од Египет и преку пустината. Темнина и причина за терор е за неговите непријатели, но светлина и извор на утеха е за неговите деца. Ако си неверник и не го познаваш Христос, Христос не е твој Господар и Спасител. Замисли, Бог знае се за тебе. Сите твои мисли ги знае, сите твои зборови што си ги кажа, сите твои желби, се што си направил во темнина. Мислиш никој не те гледа. Бог гледа се. Мислиш можеш да се скриеш. Не можеш да се скриеш. И тој што те гледа има очи на оган, кој продира низ се што правиш и продира во длабочините на твоето срце. И гледа твоите мотиви, твоите желби, твоите планови, твоите стремежи, и тоа што го гледа е гнасно. Тоа што го гледа е темно. Тоа што го гледа е грешно. Бог знае дека ти не го издигнуваш Христос. Знае дека живееш за себе, знаеш дека живееш за ѓаволот, знае дека живееш за гревот. Не се покоруваш и починуваш на неговата власт и доминација. Живееш грешно, живееш безсмислено. И во бунт против Бог. И кога ќе се појавиш на судниот ден со Монт Еверест од гревови позади тебе, што ќе му кажеш на овој Бог кој има очи на оган и гледа се и знае се? Тоа ќе биде терор и хорор што не можеш да си го замислиш. Не само што ќе биде терор и хорор пред Бог, туку креветот и дрвото на кој си спиел ќе стане и ќе извика на судниот ден против тебе. Циглите и бетонот во кој живееш, куќата или станот во кој живееш, на судниот ден ќе станат и ќе извикаат казна, суд и мака за тебе. Водата која пиеш ќе скокне и ќе се издигне и ќе каже казна, суд и мака. Столот на кој седиш, храната која јадеш, перницата на која спиеш, колата која возиш, сите ќе станат и ќе просведочат казна, суд и маки во пеклот, зашто не го исполни тоа што требаше да го исполниш. Зашто живееше за себе, зашто живееше за гревот и не му даде почест на тој што те создал. Не сакаш да се најдеш во таа ситуација. Кога целиот универзум ќе скокне против тебе, сите ангели ќе скокнат против тебе, сите демони ќе скокнат против тебе. И Бог ќе рече, тргни се од мене, не те познам во вековите.
Ако си верник и го познаваш Христос, каква утеха и каква мотивација и каков комфорт е ова? Дека Бог знае се за тебе и ти си му мил на Бог заради Христос. И од овие доктрини, дека Бог знае се, дека Бог треба да биде издигнуван и дека Бог доминира, може да се издвадат 4 работи, 4 апликативни работи. Тоа е за стравот, за потребите, за одмаздувањето и за светост. Ова е само за христијани. За стравот, прва точка. Каква основа има стравот? Замисли некое дете кое цврсто го држи таткото во своите раце и вика нема да те пуштам, да се плаши дека ќе биде пуштено и фрлено и ќе падне. Бог кој знае се за тебе и кој те држи, има доминација во твојот живот. Ти си во неговите раце. Каква детска смешка е да се плашиш? Нели Бог да знае има предвидено сите работи? Нели Бог е во контрола на твојот живот? Каква смешка, каков страм е стравот пред Бог? Пред ова бесконечно, бескрајно битие, пред кој целиот универзум се тресе и се доминира и постои за него, а ти да се плашиш. Каква смешка е ова? Исус му вика на неговите следбеници: "О, мало стадо, не плаши се. О, деца", им вика, "не бојте се, јас сум со вас." Втората точка е за потребите. Каква утеха имаме пред Бог да знаеме дека сите наши потреби што ги имаме, Бог ги знае, уште пред да го прашаме. И Бог знае и ни дава тоа што е најдобро. Чи нема ништо што Бог не знае за тебе. Твоите потреби, за твоите желби, за твоите разочарувања, за твоите неостварени соништа. Нема ништо. И каква смешка е да се грижиме, да се жалиме и да не сме задоволни. Каков страм е пред Бог. Ако Бог ги храни птиците, ако Бог се грижи за мравките, за нас нема да се грижи. Третата точка е за одмаздувањето. Че видовме стравот, видовме потребите, видиме за одмаздувањето. Имаш ли некој во твојот живот кој те навредил, кој те повредил, кој те злоупотребил, кој те оштетил и длабоко во себе сакаш да се одмаздиш, длабоко во себе сакаш да вратиш. Некој те украл, длабоко во себе сакаш да украдеш, да му оштетиш на тој човек. Бог вика: остави. Не пипај таму. Тоа е моја работа. Бог вика: јас ќе се одмаздам за тебе на судниот ден. И тоа ќе се одмаздам неописливо во пекол. Не пипај таму. Не се одмаздувај. Остави. Бог вика: јас сум одмаздувачот, јас ќе се одмаздам. Бог знае се, знае дека тој те оштетил, таа те оштетила, те навредила. Нема ништо скриено од него. Ниту па може да се скрие. Четвртата работа е за светоста. И прашањето е до сите нас: каква мотивација имаме ние да бидеме свети? Бог ги гледа динамиката на нашето срце, ги гледа нашите мисли. Како што кажа, се е голо и отворено пред него. Нашите срца се целосно отворени пред него. Нашиот ум е целосно отворен пред него. Каква мотивација имаме ние да бидеме свети во нашите длабочини, во нашите мисли? Не зашто некој гледа, не зашто некој човек не гледа, него зашто Бог не гледа.
И тој Бог ни вика, биди свет, како што јас сум свет. Биди совршен, како што твојот небесен татко е совршен. Така да од тие 4 работи, за стравот, за потребите, за одмаздувањето и за светоста, се огромни мотивации за нас, како христијани, од овие 4 доктрини, дека Бог знае се, дека Исус знае се, дека тој треба да биде издигнуван, и ако не биде издигнуван од нас, ќе биде издигнуван од целиот универзум и од други луѓе, а ние ќе бидеме на крај фрлени во пеколот, каде што пак ќе го издигнуваш на Бог. Че нема излез, ќе го издигнуваш Бог и вака и така. И каде што Бог има целосна, Исус има целосна доминација над се. И овој ден, кој е цветници, кога Исус влегува во Ерусалим, и неговата смрт после една недела, нека биде запамтена. Дека тој знае се, дека ние живееме за него, треба да го славиме, и дека тој е во целосна, комплетна, змечувачка контрола на се во нашиот живот.